гледачи, добра вечер. Петок, 21 часот. Ова е подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов и нели сега кофме секој петок ќе се дружиме во ова време. Вечеро јас сега велам специјален, но вечеро најспецијален гостин имам, верувајте ми, долги години го знам. Така, сме се рачкале, сме соработувале, си живееме солидно. Тој е генерал. Тој е директор. Тој е председател на политичка партија. А пред се македонец кој се бореше за Македонија, ранете, кравареше за Македонија и не прекинува да се бори за Македонија. Добро вечер за генералот Стојанче. Генерале, добро ми дојде. Добро ве најдов, добро те најдов. Благодарам за на ти одене Стојанче. Се разбира. Покрај сите и функции и све. Значи, Стојанче Ангелов, директор вака на дирекција за заштита и спасување. Дирекција која има задача да не заштити од пожари, од поплави, од природни непогоди и да спасува кога има потреба по планините, по планинските врвови, по реките и во некои други вонредни ситуации. Стојанче, право те питам како си? Добро ли си? Како се чувствуваш? Морам да дополнам. Да дополниш, Стојанче. Покри тоа што сум директор на дирекцијата, истовремено сум и раководител на главниот штаб за управување со кризи, кој што ги координира сите национални ресурси, и сум командант на главниот штаб за заштита и спасување, кој што командува со сите сили за заштита и спасување. Воедно сум член и раководител на групата за процена на ризици и опасности и член на управувачкиот комитет, кој што е составен од 5 министри и јас како раководител на групата за процена. Да. Ово го кажувам од аспект на одговорноста која што ја носам, без разлика на мојот имидж во јавноста, дел од мојот имидж во јавноста. Што му фали на твојот? Не си дозволам понекогаш да се пошегувам, но бидејќи општо познато е дека софистицираните шеги кои што знам понекогаш да ги направам, ги сваќаат само најинтелигентните и за жал еден дел од луѓето не ги сваќаат, па тие ми се смеат, но додека тие мене ми се смеат, во суштина ситуацијата е обратна, Да. но сепак хуморот е благородна карактеристика. Едно најдобро. И сметам дека понекогаш треба да се пошегуваме, дури Така. како што јас знам да направам и на своја сметка, на моја сметка лично. Стојанче, се додека се смеат, ти да не се секираш. Ти не си воопшто загрозен. Кога може да навредуваат ад хоминем и други работи да прават, тогаш нивната култура ќе се ја покажат, нивното домашно воспитување го имат, го немат и така натаму. Види, овие функции што ми ги кажа, значи повеќе прашања дека те поставам јас, пошто знам дека ти не си човек од канцеларија. Ти си човек од акција, човек. Треба да дојдеш наутро да видиш како потпишувам стотици документи. Сум бил ја кај тебе. Сум јас. Ти давав од книги, кој канцеларија- требаше една соработка да правиме, сети се. Сум ти давал овие книги, бе, политички маркетинг, тие изборни не ги кампањи читам. за сопругата твоја, ми Реков, бараше ти. кога ќе се повлечам или кога ќе ме сменат, А ти не ги бараше за ќе тебе, ти за пробам да сопругата ги исчитам бараш. се. Ми рече се бавело Кога нешто. ќе ми дадат некоја книга, јас ја давам на сопругата да ја така. прочита и потоа Паметен на кратко дечко. да ми ја раскаже како усредно кога сме припишувале лектири. Добро, почнавме, мене така од интернет доскоро ми раскажуваше мојата сопруга и на малиот син, пошто ја никад не отворав интернет, сега сум на социјални мрежи, морам да отворам. Бидејќи си во напредна возраст, добро. Да, е. трето доба, 70-та, ја расчелкав. Ма не се давам, Честитки. Стојанче. Па воопшто не изгледаш како да имаш Фала ти. 69 Ти години. не си кафански човек, он те частам, те носам. На вистина. Да. Па може во кафана, ма треба да пијам протеин или аминокиселини. Ако, и тоа се пие. Па може Сега е чаша модерно. вода, понекогаш пат си дозволувам дури газирана. Добро. Како хардкор варијанта. Кажи ми ти како се осеќаш, дали си во кондиција, дали си подготвен и ни престои долго жешко лето. Европа гори. Од Франција, преку Шпанија, Португалија, Турција, Медитеранот е запален. Грција ја заборавив. Големи пожари, жртви, евакуации досега масовни најголеми. Во Грција дури загинаа 3 пожарникара. Кај нас го нема сето тоа, сполајме на Господа, нека биде така, нека биде и помалку. И ја колку знам, вчера, значи четврток, беа активни 5 пожара, од кои прочитав 2 сте ги локализирале, тоест сте ги решиле, со другите 3 не знам што е. Ај прво прашање тоа да не биде Стојанче. Благодарение на брзиот почетен одговор на локалните пожарникари,
Сите пожари се изгаснати релативно брзо. Кога зборувам релативно брзо, имавме пожар во Прилепско кој што се одвијаше 2 до 3 дена. Се прошируваше од едно на друго место во близина на ридот Трескавец, не го загрозуваше манастирот, каде што изгоре и неколку викендици, но останатите сите беа гасени истиот ден. Многу често помагаат и тракторите на дирекцијата. За прв пат после долги години. Да, ги ставивте во употреба. На почетокот на јуни имавме 3 функционални трактори со пилоти, но не времето кое што го зафати Скопје пред неколку дена, оштити еден од тракторите. Вчера дојде екип од Хрватска, специализирани Конечно отидов во авиомеханичари. Хрватска да сервисира, а не у Шпанија на скапото. Хрватската фирма е подизведувач на шпанската фирма. Добро, ама поевтини. Повторно не се поевтини, ние плаќаме на шпанската фирма. Која е една и како знам јас. единствена. Ние ги набавувавме у наше време, Манолев парав даваше и бевме во цивилното Оваа фирма Титан е увозник и ексклузивен застапник. Едноставно не можете да купите трактор во Европа на било кој друг начин освен преку неа, и таа воедно е задолжена за сервисот. Има Но една друга лично линија јас италијанска. зборував со менаџерот, го замолив да ги заборови претходните непријатни искуства кои што имал со имаше. некои од директорите. Имаш. Одредени непријатни искуства. Му кажав дека сум ја екстремно професионален, доаѓам од редовите на полицијата, му го пратив во суштина моето CV и потоа соработката почна да тече многу едноставно, затоа што мојата единствена цел е авионите да бидат поправени, да бидат функционални во јуни, ништо друго не ме интересира. Ја го видам И тоа го пензионерите ги постигнав. вративте пилоти, знаев дека ќе сте активни. Ја знам, ние немаме пилоти, не водевме сметка на времето, сега збора на 15-20 години нана. Кога ги активиравте овие, сега можеби сте нашли и други, јас знаев дека добро ќе се справувате. Оваа година ангажирав 2 пензионирани пилоти од дирекцијата, но едниот напушти на почетокот на јуни. Најде една банална причина, некој внатрешен конфликт во авиоделението, бидејќи таму навистина климата беше нездрава. Сега сметам дека со отстранување и заминување на неколку ликови состојбата е значително подобрена, но јас го замолив поранешниот командант на македонското воено воздухопловство, на воздухопловниот винг, полковникот Роберт Малезански, кој што уживаше во неговата армиска пензија, прилично добра, го замолив да ја прекине пензијата и да го вработам во дирекцијата на менаџерска позиција во авиоделението. 2-3 истраги на несреќи ми помагаше и од таму го знам Малезански. Одговорен, дисциплиниран, знае, умее. Многу едноставно. Завчера имавме ситуација. И поздрави го од мене. Ќе го поздравам кога му напишав неколку наредби на WhatsApp кој функционираме, но не ја виде благовремено пораката, ми се јави после неколку минути и праша за причината за која што го барам, бидејќи претпоставуваше дека е за пожар. Само му кажав, имаш наредби на WhatsApp и веднаш потоа авионите беа подготвени. Многу лесно се разговара. Воено лице, воена дисциплина. Не само воено лице, бил врвен командант пред се и врвен пилот. Не знам кој е прво да го ставам, бидејќи не сите пилоти може да бидат и добри менаџери. Тој беше и извонеден обично пилот, не се добри менаџери, но и добар менаџер. Така. Авиоделението веќе има ново руво, веќе имам договор со двајца други пилоти, едниот е исто така пилот на хеликоптери, не е од редовите на армијата, но има и значителен налет со спортски авиони, има дозвола и чекам да помине ребалансот. Ребалансот помина пред неколку дена и финанси да ми даде согласност со Министерството за финанси. За тоа мора да се во даде. текот на летото, нема да има проблем, но ќе имаме вработено, очекувам до крајот на август, уште 2 пилоти, но пилоти, не пилоти на трактори, тука настануваат мали забуни кај граѓаните, па потоа има обиди за исмејување, значи може некој да е тие што не знаат ќе се смеат. Видете, може да е некој извореден пилот на Боинг и да има илјадници часови, повеќе да е на небото отколку на земјата. Но летањето со трактор е многу специфично. Како не зимаш бара вода исто. посебни вештини. Како не? И е прилично тешко за оние повозрасните, ако возрастни воопшто го слушаат овој подкаст, тоа е како да возите ФАП со механички волан. Браво, така би го споредил. Да. Но полковникот Малезански многу брзо ги совлада заедно со другиот пилот кој што имаше некој апсурден судски спор. Го избркале од работа, претходниот директор го избркал од работа
и го вратив на работа, положи за пилот на Ер трактор и сега имам двајца релативно млади и сега и тие не се во цветот на младоста, се колку мене, плюс минус 2-3 Ти години. си уште млад човек. Па, Сотир, ако се споредам со тебе, се чувствам како младо момче, Е, но така, па ако се така. споредам со овие златни Деца во момци мојот кои што тимов. снимаат овде, А, да, батко се си ми. чувствувам прилично возрастен, Батко бидејќи си. имам керка на Окей. нивна возраст. Ако не добро. Но како Млад да си е, се оженил. покрај овие двајца пилоти, до крајот на август имам уште двајца професионално вработени пилоти, за кои што сум повеќе од сигурен дека на есен ќе ја завршат обуката и наредното лето ќе имаме 4 професионални пилоти. Сега трошам енергија нашиот најдобар пилот Васко Михаилчев од Битола, кој што е пензиониран поранешен пилот од дирекцијата, како да го кандисам и за следното лето. Тоа е возрастен неколку тебе, но некако нема желба за наредното лето, а е навистина извореден пилот кој што своето драгоцено искуство го пренесува и на релативно кажано младите пилоти многу во битно. однос на него млади. Нов кадар да создава. Но новиот кадар е стар кадар. Ти е скапо. Бидејќи Малезански Таа има струка е многу скапа. 55 години, но има летано на Галеб, на МиГ-21. Во 2001 година ги рекетираше позициите на УЧК со Сухој. Со Полека, кочи малку. Значи, зборуваме за човек кој што е преквалификуван за оваа работа и сум особено благодарен на него затоа што ја прифати оваа улога и воедно тоа е дел од мојот најдесен кабинет. Значи, со Да. него се консултирам и за сите останати работи и веќе тој обезбеди неколку други квалитетни луѓе, покрај пилотите имаме уште 4 изворедни авиомеханичари. Тој па е И многу за битно. почеток нормални, а потоа изворедни како механичари. Тие треба да предупредуваат ако се полни вода како да се прави тоа, бидејќи тогаш најмногу се расипуваат тракторите. Добро, Стојанче, ај одиме вака сега. Вчера кога договаравме емисијата, ти ми речи дека не сакам да велам некоја птичка ми кажа, ти ми речи дека на Стенковски имаш право некои работи, вежби, тренирате, па ако ќе завршиш, ќе можеме да разговараме. Кажи ми, бе, што тренирате, што вежбате на Стенковски? Оваа година јас ветив дека ќе се обидам да не ги користам припадниците на македонската полиција и армија за справување со пожари, дека ќе барам друго решение, бидејќи тие се добри и полицајците и војниците, но тие едните се полицајци, другите се војници. Нивната примарна работа е војниците да ракуваат со оружје, да ја бранат татковината ако некоја нападне, а во мирно време како што е периодот и како што се надевам ќе остане трајно, да учествуваат на разни НАТО вежби и разни армиски активности. Армијата има проблем да обезбеди војници за гасење пожар, бидејќи во текот на летото дел од војниците се на годишни одмори, се разбира сите тоа ги следува со закон. Секогаш има по некој кој што има одредено боледување, има здравствени Боледување, проблеми, мисии, 2-3 во слободни тек се. денови од X причини за добри и за лоши работи ги следува луѓето. Понатака како што кажам, разни мисии надвор од државата и кога ние нагло ќе побараме 100 војника, е проблем. Војската Бројката? има, не. Војската има, но не може да ги обезбеди без да ја наруши функцијата, она што тој ден го планирале. Бидејќи тие војници, војската прави план однапред, годишен, тромесечен, месечен, неделен, значи тие однапред се планирани тој ден да има други активности. Истото, односно слично, важи и за полицијата, бидејќи припадниците на полицијата имат уште почувствителна работа. Тие на дневно ниво се грижат за безбедноста на граѓаните. Може да има некој надпревар со висок ризик да треба Да да видам, отидат на искрено последно обезбедување. време се доста успешни сега, да збориме отворено. Се Нема согласувам. мафија, нема улични убиства, малку сме Се побезбедни. согласувам. Тоа значи дека ако јас побарам од МВР да испратат 100 полицајци да гасат пожари, тоа се чувствува, бидејќи тие најчесто ги испраќаат од нивните пообучени единици, од специјалните единици, од ДБР, од посебната единица, јавен ред и мир. Тоа се единици кои што секојдневно имаат разни активности, апсење на опасни лица, контрола, одржување на јавен ред и мир и така натаму. И од друга страна и полицајците и војниците немаат соодветна обука за гасење на пожари, ниту соодветна заштитна униформа. Тие пожарите ги гасат во нивната полициска, односно армиска униформа, ризично. која што е... Да, но затоа се храбри, сепак на тој начин тие спасуваат живот, здравје и имот на граѓаните. Да. И ако ова лето имаме тешки пожари, тие секако дека ќе ни стоат на располагање и секако дека ќе ги ангажираме. Морам да те прашам нешто.
Докај стигнате со распишувањето за прво волонтери да ги обучувате, па со известен паушал ги плаќавте? Дали успеавте барем нешто да извлечете од тој контингент? Поред ова е За пожарникариве? Ова се причините зошто фокусот го ставив на формирање на една специјална единица во рамките на дирекцијата, односно поточно во рамките на новата институција која што треба да биде создадена на темелите на двете постоечки на СУК и ДЗС. Одамна е таа идеја присутна. Токму така, но никако Гледај да ја завршиш. Гледај да бидеш ти директор што ќе ја завршиш. Треба политичка волја и многу работа, но секој се наоѓаат луѓе кои што даваат многу совети, а давањето многу совети фотелјашите од луѓе кои што го немаат потребното искуство и знаење, некој пат е контрапродуктивно. Сепак мојата позиција е политичка и треба да бидам внимателен, но во договор со премиерот оваа сезона од минатата година кога ме прекомандува во дирекцијата за заштита и спасување, фокусот е ставен да ја зајакнам дирекцијата бидејќи да имаме што да споиме во овој момент. Поширока е, повеќе ресурси има, од ЦУКот знам, поопремена е, со дирекцијата сум работел. И ЦУКот си има своји особености, не е за подценување, целата координација оди преку Центарот за управување со кризи. Тие двете заедно ќе бидат една многу моќна институција која што ќе ги координира сите државни ресурси, но ќе има и собствени ресурси. За жал, јас ја затекнав дирекцијата без собствени ресурси. Авионите неисправни, пилоти нема, сили нема на терен, имавме 5 лица кои што ги праќавме на терен. Оваа година состојбата е поинаква. Со неисправни некои возила. Поаѓајќи од ова што го објаснив досега, дека не е најсреќен избор припадници на полиција и армија да учествуваат во гасење на пожари, но и оваа година во некоја тешка ситуација тие ни стоат на располагање со тоа што ние направивме една поголема набавка на противпожарни напратњачи, водни ранци и противпожарни метли, но по западен терк, некако порано оние гумините кои што повеќе пречат на грбот, отколку што се корисни. Сега набавивме напратњачи кои што се како борбени ранци, кои што лежат на грбот, закопчени се. Во нив има, условно да кажам, ПВЦ или пластична кеса, вреќа, полна со вода, ако дојде до продупчување, додека трчат низ грмушки, ја менуваме само вреќата, нема потреба напратњачата. Нема смрт едноставно, има 2 години гаранција и така натака. Овакви напратњачи и метли дадовме на полициите на армијата соодветна количина и ако оваа година вие ги снабдивте како дирекција, не, ова беше со одлука на владата во договор со премиерот. Одлука на владата ни обезбедија средства да се, бидејќи ние напратњачите и метлите за пожарникарите се како пиштол и пушка за војниците и полицајците. За жал тие тоа го нема. Нити пожарникарите имаа саглавна пратњачи, и има од оние едни стари, да речем, од социјализмот гумени, кои што се лизгаа на грбот, споредба со гумени чизми за на риба. А сега ние дадовме модерни гојзерици, вака една споредба да направим. Но сега сакам да кажам дека и полицијата и армијата имаат напратњачи и метли и дури да мора да отидат на терен имаат со што да действуваат, затоа што минатата години пред тоа, годините пред тоа тие излегуваа на терен, но со има некоја минимална количина, сега срам и да кажам колку, некогаш 5-10 ќе дојдат напратњачи или метли, што е недостоинствено. Знаете, ги праќате луѓето да гасат пожари, се поставува прашање со што да ги гасат пожарите. Дали да го следат мојот пример со гранката, која што е изворедна. Ама минато време, како и да е. Како и да е. Минатото лето, најмалку кај Кочани, мислам. 20-30 пати гасев пожари со гранка. Ама затоа реков ја дека ти си канцеларски човек. Јас сум директор и по правило не би требало да носам со мене ни напратњача, ни метли. Јас не носам. Ама ако најдам на оган, ја не можам да гледам. Така е. Како ме прашате, јас не сум канцеларски човек. Да, фала. Иако седам во канцеларија. Има низец, не сакам да го кажам. Кршам, немој после ќе ми го кажеш. Кршам. Не, ради публика, не ради тебе. Кршам гранка и почнувам да действувам со тоа што го имам. Сум скокал и со чизми лани, минатата година ми се одлепија ѓоновите на еден пожар. Ја пред 5 години како те нареков тебе човек од акција? Ајде да се подсетиме, ти мене ми гостуваше 15 март 2021 година. Кај беше сеќаш името на емисијата? Неделен брифинг. 5 години поминаше. Ја гостував на Сотир Костов, не знам како се викаше. Неделен брифинг, да, во Инфомакс. Да, прекрасна емисија имавме, да знаеш. Така да, познато ми е твојата акција, твоето активно дејствување
Добар си ти на збор, добар си, јак си ти, имаш јака мисла, остав Не, збор. кога ги читам коментарите, пола вика дека не знам да зборувам, Не, дека сум точно. неписмен. Не, закасниле пред Па ми се 10-15 години. По некој пат дури чувствувам и грижа, викам, Сега дали ќе е кажам можно нешто, да е денес така. носам една книга, што ќе те поклана од историјата, сум видел ти лекции историски држиш на некои личности, ваму кај што одеме заеднички во онаа емисијата Вемблеј, ја што викам најгледаната, само вистина, така да немој да бидеш толку скромен. Немој да бидеш толку скромен. Ај вака сега, гледам човечки ресурс те зајакнале. Навлези ти во организационото. Ти не ми даде да кажам јас како Ајде. зајакнам што. Ајде бе. Ја кажав Не бе, збори кои колку се сакаш. моите планови. Ајде. И бидејќи сметам дека треба да има една единица од 120 луѓе. Таа специјално. Не случајно 120, бидејќи ние летно време вообичаено бараме, кога имаме потешки ситуации, 120 полицајци и војници. Со старешини се разбира. А некојаш бараме и повеќе. Но 120 е една долна граница на луѓе кои што би биле во ранг на она што се специјалните единици во полицијата и армијата. Во секој град имаме, во секој малку поголем град во Македонија имаме противпожарна единица. Да. Но кога тие нема да може да се справат со пожарот, сега по закон бараат помош од соседните општини, кога тоа не е доволно од наредните општини, тоа во реалноста не функционира. Некој убаво го напишал во закон и знаеш, ние имаме прекрасни закони, но во реалноста истите не функционираат. Реализирањето ни е тенко. Па не можете да го спроведете, тоа е нелогично. Кој што се правник ти предлагам, давајте предлози за менување. Не, јас Давај. тоа јавно го правам, многу пати сум говорил. Значи, едно се добрите намери, ама како беше патот до пеколот е поплошен со добри намери. И едноставно, некои замисли, кога е правен законот, се многу логични. Тоа може би во Југославија да функционирало, но се сомневам дека и тогаш функционирало. Зборам сега за територијална одбрана, кога имавме цивилна заштита, Ама тогаш тоа беа пожарникарите системи, биле под МВР. тоа беа И системи. ако во Штип има Е. пожар, и ако треба да додат Кочани, тој од Скопје се јавува. Да. 20 луѓе од Кочани, 15 од Струмица, 10 Така е. од Делчо, тоа е наредба. Да. А сега имаме децентрализација, Да, локална власт, градоначалници. Вие го барате градоначалникот, тој може да е на одмор, легитимно има право на одмор. Додека не го добиете, командирот не смее да тргне. Така е. Нова година го сменивме законот за заштита и Интересна спасување. децентрализација. Сега имам ексклузивно право во секоја Ајде. ситуација да наредам употреба на било која единица. Без да Од чекам оваа градоначалник. специјалната функција што имаш? Морам да пофалам ВМРО ДПМН е многу пооперативна како власт, бидејќи и минатата година знаеш дека е направивме така. измени на законот. Тоа за мене не е ништо. Па за ново. неколку дена се промени законот за заштита и спасување, променивме горната граница, да можеме и повозрастни луѓе да ангажираме. Да. Таа беше на 55 Како мене. години. Па не, до 64 ти значително Значи, не ја влегувам надминуваш. тако, да. Но видете, зависи од човекот. И јас сум 54 за еден месец. Вежбам 5 пати неделно и тоа саглам вежбање, не вака Имаш време уште да вежбаш? додека не ја работам додека вежбам, праќам пораки, зборувам на телефон. И тогаш пред 5 години ти се дивев на тоа Со што тирако. наоѓаш Јас време и сакам сега, алал да ти. да ја помогнам на татковината, ако А, ја да сакам да најдам ја време за помогнам на вежбање. институцијата. Јас морам да бидам во добра физичка и психичка Психофизичка форма. кондиција и форма. Ако јас не сум во добра физичка форма, вчера немаше да можам да скапам пола ден на Стенковец, жешко, тешко. Кажи ми нешто Содопеш. повеќе за Стенковец? Ќе дојдем и до тоа, само ово да го докажам, бидејќи ова е ексклузива во Ајде. една Гледам новитети и јас што не ги знам. просечна емисија, нема можност да зборувам на оваа тема, Слободно зборувајте. водителите ме прикинуваат и не ми се пријатели како тебе, не можам да се вратам на она што сакав да го И кажам. ја отрапнав и мене ме прекина. Бидејќи се уште не можам да формирам таа единица од 120 луѓе, се надевам за наредното лето дека ќе ја формирам, бидејќи има позитивна волја во владата и кај премиерот. Проблем се финансиите, бидејќи таква единица чини пари, но Ќе тоа е најдеш. малку, тоа е ништо во споредба со штетите кои што ги трпиме од пожарите. Од друга страна, еден час летање на армиси од хеликоптер чини околу 7500 евра. И ти ова го знаеш бидејќи си од воздухопловството. да. Но граѓаните обично ова не го знаат. Знаете кој, ајде хеликоптерите, ајде авионите. Авионите се малку порационални. Тие се 3-4 евра саат. Дали ме разбирате? Ние за тие пари можеме да ангажираме многу луѓе, а сепак борбата се добива на земја. Како е војното луѓето ја правило? добиваат. Додека војничка нога не стапне на земја, војната не е добиена. Значи сепак на крај пешадијата мора да влезе, иако сега во реалното војување ова правило полека е променето,
во пожарите на крај мора да Да, ама настапи нешто се изморија и пожарникарот. дроновите. Многу ги фалија. Ако на тоа мислиш, се изморија дроновите нешто. Сега се враќам ново, свесен дека за ова лето нема да можам да формирам таа единица. Така. Во договор со благослов, да кажем, на премиерот, јас направив еден неформален повик до пензионирани припадници на полицијата, армијата и на противпожарните единици, Одзивот со имаше. договор солиден, колку што ми треба. Не беше Браво. нешто вау, бидејќи кога се јавив на неколку полицајци, еден вози автобус за 2000 евра низ Западна Европа, друг за 3000 евра вози камион, еден мој драг пријател кој што требаше да ми помогне како старешина, вика имам одлична пензија, преку 60.000. Ја да ти се Специјалците пријавам. има добри пензии. Знаеш дека сум член на ИПОС? И- Знаеш и- што е ИПОС? Не. Меѓународна полициска организација за безбедност. Ама стани Ти си во овој момент само вака за да зборуваш пред Старичек сум. овде или пред кооперација со оглед на возраста. Извини. Се шегувам, ова беше шега, нема некој Не, да ме... не. Не ти. Сме, мавале ја и ти многу Не повеќе. ти. Ама со тебе немам проблем. Во јавност ако излезе ќе рече начекал стар човек па се шегува со Нека мене. рече, нека Право, рече. ти не си стар, ти си Мака само нема. возрасен, а и си мој драг Абе, пријател. стар сум па ти што Па се ние кажеш? колку сме се пукале во оваа емисија како нарече Вимблдон. Е, во така. само вистина на Канал 5 да изрекам. Успеав ја да го победувам моето его и тоа е една Имавме освета и тоа е една од Многу најголемите ставени победи мои. ставови на моменти, а секогаш сме останале А во целта ни коректна беше релација. иста и останавме И добри сме останале пријатели. во коректна релација, различното мислење Уживај, не треба немој да секири за тоа. биде пречка за двајца да комуницираат добро. Слободно зборувај, ако сум домаќин, микрофон нема земање. Токму така, значи, бидејќи не можам да ја формирам оваа специјална единица, направив неформален повик, се јавија одреден број, ќе го кажам, бројот е некој во овој момент 50 на лица, од кои што Започнали повеќе добро. од 40, не повеќе не ми се потребни во овој момент. Зборуваме за пензионирани специјалци претежно. Луѓе со богато искуство и како по некое непишано правило, сите учесници во 2001 со истите тие возила, со кои што пукале по позициите на УЧК, сега пукаат во наводници со вода по пожарите. Да. И овие луѓе имаат драгоцена вештина, која што немаат другите. Имаше одредени реакции зошто помлади и така натака. Па младите не знаат да возат ниту БТР, нити Пинсгауер. Вежбата која што одржавме вчера беше импозантна. Целта ми беше да покажам на медиумите и на јавноста дека овие возила кои што некој ги нарекува отпад, дека не биле корисни и така натака, се изворедни. Вие ги сервисиравте, од лани Токму почнавте? така и возилата се Море изворедни. ги дотеравте? Имаме 20 на Пинсгауери. Зборувам 20 бидејќи постојано некој има кој што ќе има одреден ефект, ќе биде вон строено. Во секој момент имаме 20 на исправни. 15 БТРи и овде остава можност некој да има дефект. Па и нови возила да се, кога се возат по таков терен е нормално да имат одреден дефект, да имат застој во работењето, да треба исто да се отстрани. И имаме 5 хермилини кои што ги користиме како влечни возила на цистерни, за да можеме сами да се доставиме вода, да не зависиме од други. Значи ние И имаме побрзи да сте. Токму така, Поефикасни. ние имаме една самостојност, но целта и она што прекинав, ова е специјална единица, ова не го докажав, треба да помага на локалните пожарникари кога тие самите не може да се справат со пожарот. Збором она единица која што сакам да ја формирам и која што никако да ја формирам, но се надевам за наредното лето дека ќе ја формирам. Во овој период за да го премостам тој проблем, бидејќи ако јас во октомври примев 120 души, до мај ќе ги научив не да БТРи да возат, ќе ги научивме да возат и авиони. Да. Ова е мала шега, да не ме свати Ама никој доволно сериозно. време за да се Но да ги доволно совладат време да научат. вештините Не кои им се сите. потребни Не ни требат нам со 120 справување со возачи. природни непогоди. За БТРи ни треба 20 на однив ќе одберевме, кои што ќе научивме да ги управуваат БТРите, останатите Пинсгауерите кои што се исто сложени, тешки за управување, ама се мали, имате добар преглед од нив. БТРот е големо оклопно возило од кое што погледот надвор е ограничен. Мора да има совозач кој што покажува, кој што вика, кој што дава насоки и така натака. И во недостаток на оваа специјална единица си ангажиравме готов производ. Овие луѓе се во однос на тебе во цветот на младоста. Значи се само по 50 до 55-6 години. 20 години помлади не е толку малку. 15 години. Па нека и 15. Па не, јас го кажам како шега, но реално тоа се луѓе кои што не се престарени. Сега, знаете, имаше реакции, јас, некои злонамерници, као многу стари луѓе, Секој пат се наоѓаат. не знам како користеа некои поградни изрази, луѓе од 50-55 години, од мене
помлади неколку години. Кои што сите се Па во они со добра... бенефициран стаж отишли у Сите се пензија. се уште во, да речем, добра форма, бидејќи повеќето од нив повежбаат помалку и така натака. Па и цел живот вежбале, покажаа тренирале. својата вештина. Значи, иако сум Збореме за Стенковец, вежбал. Не само, Така. ја тоа го гледам на секаде на пожарите. Стенковец се да виде јавноста на една вежба кога е покомотно, знаете, на пожар, оному каде што се движат и не може да се снима, има оган, има чат, ризично и така натака. И луѓето се изворедни. Јас сум воодушевен прво од нивната храброст. Имаат нешто така да кажам многу големо во нив, многу се храбри. И истите се спуштат оному Знаеш каде како што... го викам ја тоа? Како? Демон, монструм на Она- Сократ. Она... Тоа внатре што не им трпи кога е во прашање Македонија кој мора да дојде до Ги израз. гледав вчера, се разбуди во нив нешто и викам, «А, ве молам, safety first. Yes, of Бидете course. внимателни. Не сте сега 30 години или 35 години, не сте во Тоа ти е специјална од единица. водостоплството, Но safety first. знаеш, кај нив духот е исти. Тие влегуваат во филм, полни се адреналини и се неустрашиви. И тоа може да биде проблем. И реков, вие мене ми требате живи и неповредени. Да. Нека изгорат дрвјата, нови дрвја ќе пораснат. Вашите животи нема да се вратат ако некој од вас настарда. И затоа бев воодушевен, но сепак дозволив на некои толку многу стрмни места, кога гледате во живо, коса да ви се накостреши, затоа што навистина ги управуваат возилата онаму каде што секој не би се осудил, но треба да имате прво такво сериозно возило. Значи, Пинс горите имаат изворедни карактеристики, доколку некој од гледачите го интересира, Слободно кажи нека нешто. не на Па Google ја ќе нека научам пишат нешто. Пинс Гауерс, да не губиме време на техничко-тактички карактеристики. Возилото е создадено од страна на австриската армија да може да оде оному кај што други возила не може да одат. така. Најпросто кажано со една реченица. Изворедно возило. Као они американските Сега- джипови отворени со дигнати 4 тркала. Неколку од Пинс Гауерите ми се современици на мене. Генерација. Да. Значи имаме неколку Да, мала не кои ги што се создадени, дотеруват. направени 72 производство. Но не се многу возени, знаеш, дека тие се возени претежно во позаборавиле. специјалните единици и последните Почна модернизација. пред да ги реконструираме, пред да ги пренамениме, беа повеќе години, 7-8 години, беа паркирани некаде, фрлени, да не речем, во отпад. Па и подолго време од тоа. А сепак се функционални. Јас проверував на Google и сега е релативно поедноставно со вештачка интелигенција, едно добро теренско возило, најефтиното е 150.000 евра, па до 500.000 евра. Ние ги добивме за многу малку пари, дури во нивната пренамена учествува општествено одговорни фирми кои што го спонзорира целиот тој целата трансформација. Шукир помогнале, Од значи. да, Баш помогна општествено фирми одговорни. кои што за возворот не бараа ништо и така минатата Па затоа година, ќе ги кажуваш како општествено одговорни. минатата година ние ги оспособивме без пари би рекол, односно парите ги дадоа од други фирми. Ние како влада, како држава немавме трошок, возилата ги собравме во наводници од отпад, фрлени по разни паркинзи и ние малтене Ја викам без малку, возни не, паркови. малтене се извинувам, мислете да србизам, Нема врез. без малку, бесплатно добивме 40 изворедни возила. БТР-ите со нивните мокни топови кои што имаат домет без малку 100 метри. Се изворедни за одбрана да ги поставите на пат, да го сечат огното. Да одбранете некоја куќа, некоја викендица, ама оному каде што има релативно добар пат, бидејќи ними треба поголем простор да се свртат, маневарски простори треба. Но како и да е, јас формирав една мини единица, која што е од 50 на луѓе сега. Мојата почетна намера беше 120, но бидејќи во се доцневме поради финансиски причини, буџетот на дирекцијата беше во катастрофална состојба, затоа што од парите кои што ги побаравме во буџетот за 26-та добивме само 1/3. Но после еден добар разговор со премиерот, не еден, повеќе разговори, сега Па со мора да ребалансот притискаш. добивме, па има премиерот би рекол разбирање, имам со него изворедна соработка. Браво. И добивме Баш ми е со драго. ребалансот една значителна сума, некаде околу 1.700.000 евра, пари кои што ќе ни помогнат И сега виде да опозицијата работиме. не било тоа развојно, не било тоа наменски.
Па еве ти го, За прв, примерот. значи, буџетот на Еве ти го. дирекцијата за 26-та е значително повисок во однос на тој за 25-та, 24-та, 23-та, Давам пример дека е наменски и развојно. Толку. Констатирам, а ти даваш пример. Продолжи. Сутир нормално опозицијата да наоѓа забелешки, тој е работи. Добро е да има опозиција која што наоѓа забелешки, ама нека е така, да ама бидат ако нешто издржани. конструктивно да кажеш. Забелешките да бидат издржани. Нема потреба напаѓање по секоја цена кога нешто е добро, но конкретно еве во делот на специјалните возила мислам дека од опозицијата немаше напади. Не зборам ја за тебе. Напаѓат немало развојна компонента, немало. Внимателни се во тој дел, бидејќи навистина возилата секој еден кој што разбира знае дека се многу корисни. Значи вие од ништо правите нешто и тоа е за почит. Ја наоѓам возачи каде што помогне мојот личен авторитет и познанство со нив и со нивните старешини. Се јавам на куријата, тоа е партизанско име на бившиот командант МВР, јас него го нарекувам спасителу мој, бидејќи во Рачиново тој ме спаси. Ти го спаси живот. Ако не беше тој, мислам дека ќе умрев. Прилично сум сигурен дека ќе умрев. Се работеше за минути, му се јавив, команданте, како си спасителу мој? Тој Кога те ранија или не? Кога ме ранија во Рачиново, кога ме утепа, а мене не ме ранија, ме утепа. Ќути, ајде. Можноста да останам жив беше многу мала. Грати живеам 25 години, тоа не е малку и тоа е добро. Зборевме, оној пат не сакам сега да повторувам. И мислам, оној пат пред 5 години. Немој да мислиш дека овие кои што сега луѓето кои што ќе гледаат оваа емисија, не, мене кој ме гледаме. Добро. Биди сигурен. Биди сигурен. Го замолив да зборува со неколку возачи, тој обезбеди неколку возачи, со неколку други старешини, неколку возачи сам ги најдов, бидејќи луѓето имаат наоѓаат релативно лесно работа. Секој оној пензиониран полицаец кој што сака да работи нешто додека е во пензија хонорарно, наоѓа работа без проблем. Обезбедување, ваму обезбедување, таму возач, онаму возач на овој, на тој. Имаат сите по некоја работа пензионирани полицајци. Излегува дека во државата па не е во барем лоша ситуацијата. Во овие кругови сега зборувам. Ја имам една теза, ама за да не ја развивам. полицајците, зборувам за полицајците и припадниците на армијата. Не е само за полицајците. Од армијата едве најдов неколку лица. Сите имаат по некоја занимација од која што остваруваат добивка. Полицајците се 14-15 илјади, овие се помало. Добро, ама ја барав полицајци кои што знаат да управат со БТР и со Бинцгауер. Ние не баравме обични полицајци, бидејќи обичните полицајци многу ги почитувам, но ако не знаат да возат БТР, за нас се неупотребливи. Си имат они друга задача. И на овој начин сега формирав еден силен вод да го наречам, но според јачината, бидејќи се 40 на возила, ова е механизирана оклопна чета за противпожарно дејство. Браво. И воедно свесен дека припадниците на полицијата и армијата имат одреден хендикеп, значи нивното учество го објаснив зошто е комплексно, зошто е проблематично. Ја нарушуваме функцијата на полицијата и армијата во сред лето. Добра, и со добра намера. Мојот фокус го ставив, иако и претходно ми беше ставен на доброволните пожарникари. Овде настана една мала забуна и сега мене ми е тешко да објаснувам. Значи, дирекцијата, вака со една реченица, сега ти ќе ме разбереш. Не, ја и те разбрав. Дел од јавноста нема да ме разбере, но секако дека сите не треба да ме разберат. А јас се обидувам кога зборувам да може да ме разбере дето дословно училиште. Ги упростувам намерно. Ти се обиди да најдеш модус да создадеш поширока база на луѓе што ќе гаснат пожари. За мене си окей. Продолжи. Имало и за мене си окей. Во склоп на дирекцијата постојат едни така наречени тимови за брз одговор кои што се добро замислени. Еве за ова ќе пофалам тој кој што правил законот, и тоа се луѓе кои што се ангажираат по потреба. Тие не се вработени во дирекцијата, имате голем пожар, вие ангажирате луѓе да гасат пожари. Претходно во овие тимови претежно биле доброволни пожарникари, но имало и други лица. И здрави, и секакви. Сега имало периоди, нема да го кажам, ќе ме напаѓат многу во јавноста, кој имало 100, во времето на Шабан Салиу имало 100 луѓе од овде од една скопска населба кои што биле повикувани, но знаете, треба сепак да имат одредени квалификации, знаења, умења, обука, да се физички спремни, јаки, да не се плашат. Не е добро да една населба да се концентрираат толку луѓе, бидејќи имаме повеќе населби во Скопје и во Македонија. Да. Сега види, се надевам дека ова емисија не е многу гледана, пошто вакви делови ми вадат, потоа трпам ќотек, пропаганден ќотек, не ваков, со денови и со недели, па како што стареам. Ова што го кажуваш, преструктурирање, модернизирање и организирање на субјектите
за заштита, за спасување, нека ти вадат други Што работи. направив? Нека Има ти- Идеме понатаму. серија со станоци со представници на посилните доброволни противпожарни друштва. Таму има изворедни луѓе, писмени, убави луѓе, паметни и силно мотивирани, уживаат кога Имав гаси контакти со пожар. луѓето у Свети Николе од оваа бранша. Се запознав, добро организирано. Тие се топ. Ги знам. Изворедни се, но има една мала Имав една јавна трибина нетрпеливост. таму и се Некои ова пробува да го негират, типично македонски, мала нетрпеливост меѓу Свети Николи и меѓу едни други, меѓу други. нема врска тоа, нека се има таква Јас си кажав пред 10 дена организиравме едно построење за прв пат во историјата на Македонија, во поновата зборава сега противпожарна историја, не општа. Дојдоа на едно место во еден строј, лично јас ги построив 250 плюс доброволни пожарникари. И понудив на сите Па нека ти да смеват, влезат во па нека ти тиговите за смеват. брз одговор на дирекцијата. На тој начин ние ги институционализираме. Така. Значи тие се доброволно друштво и се организирани како принципот на здружение на граѓани. Но имаат договор како физички лица со дирекцијата. И кога јас ги активирам, тие се дел од дирекцијата, ги имаат истите права како вработените во дирекцијата. Мене тоа ми е. И тие се наши сили. Добро што го објаснив. И сега што е добро, ние не ги плаќаме ни в цела година да земаат плата, да правиме непотребни трошоци, ама кога ни треба, У шпиц. тие стоат тук овде на располагање. Минатите Пикот. години многу малку се користени, минатото лето јас ги користев зборот користев звучи лошо, но некој пати ги Таков. повикав да учествуваат во гасење на пожари. Учествува Оваа година обезбедив благодарение на силната поддршка на премиерот значително повисок буџет бидејќи За нив нив. им следуваат дневници, да. Одлично. И треба да иследуваат дневници. Јас во една моја би рекол несрекни изјава каде што можеби направив ненамерна грешка или еден дел ми беше изваден бидејќи знаете граѓаните Исправи ја не сега, кажи ми. разликуваат, па не, ја исправив. Не разликуваат доброволци и членови на тим за брз одговор. Јас зборувам за оние луѓе кои што се под моја директна команда. Кога некој потпишува договор со дирекцијата да биде член на тимот за брз одговор, тој станува дел од силите за заштита и спасување и под моја директна команда, како што реков на почетокот, јас сум командант на силите за заштита и спасување на државата. И тие луѓе земаат дневница. Дневницата, јас тогаш реков 100-120 евра, најверојатно е малку пониска, но повеќе од 4000 денари, видете, има еден Ја ќе речам космодиск солидна. метод. Има еден космодиск метод во пресметување на дневницата. Изгледа шашово, ама функционира. Мојот пријател Тоа- Ѓорги не, Иванов. ова го користам често бидејќи е многу добра дефиниција. Ова е добар. Ова за мене е мудрост, пошто многу често се случува, па специјалните возила кои вчера додека вежба некои брчат чудно бидејќи се стар тип и изгледа шашаво. Но Ама функционира, се качува функционира. таму каде што новите не Еве ќе можат. го кажеме, изгледа шашево, ама функционира. Токму така е. Сега, во овој тим за брз одговор, луѓето за да добијат дневница се пресметува нивните примања, нивната плата. Кој има поголема плата, има помала дневница. Ако некој социјален случај има повисока дневница. Сакате да нивелирате. Затоа, ама јас не би одел така. Ја би сепак направил уравниловка. Денес гасеш пожар, толку е дневницата за сите. И Па тоа е. може би најправедно И тоа е е ако ќе ти замерат, ама Не, може би Сотир, најправедно. како и да направиш, ќе има некој што ќе Ама тоа не тебе треба многу ти е битно. Но- Ти гледај постигнија Види, целта. Тоа за нас е прво комплицирано. Замислете сега службите кај нас. Треба да сметаат колку му е просекот на платата, по колку ние да го исплатиме. Пола дневница е као хранарина, мислам се води хранарина, но сега глупо е да кажам хранарината е повеќе од 2000 денари. Ние за 300 денари и у кафана можеме да јадеме, зависи во кој град, можеби не во скромно. У провинција се Пражени јади како јајца и тоа. парче леп. У моје Кочани, еден у сок. Гевгелија, у Но- Штип. Не Скопје е е малку битно. Јас скапичко. имам јасен став дека овие луѓе треба да добијат дневница за нивниот Така. ангажман да биде тачка. пристојна. И кога ќе речам 100 евра не е висока дневница, ако некого му изгледа висока, нека дојде да гасе пожари. за тие Така, пари. си кажал, Затоа добро. што Си кажал. хеликоптерот, како рековме, барем ти тоа го знаеш, 7500 евра за еден час. Ами За часови 7500 евра, јас дневно ќе ангажирам 75 луѓе. За еден час зборуваме. Да. Да. За Не, еден ја час. те Чекај разбирам. да не не направив сега. погрешна математика. Не си погрешен Брза математика. математика. Не знаеш колку време ќе го 10 потребуваш луѓе, во 5 1000 дена евра. и е многу скапо. Ако хеликоптерот лета денес 7, 8 или 10 часа, Евте.
2 хеликоптера, 3 хеликоптера, ние за тие пари можеме денес 100-200 луѓе да ангажираме. И сега некому и ова ќе му изгледа многу на крај кога ние ќе ги исплатиме тие дневници. Но тие луѓе тоа го заслужуваат. Ние како држава, како влада, јас како нивен командант треба за тој ден да ја дадам пристојна дневница. Затоа што Стојанче, видлива е твојата грижа за твоите луѓе. Тоа да, не но го гледам само ми ја и го други го гледам. извртеа и претрпев доста одредена се кириш ти. штета. Па денеска сите се спин доктори, шо ти е тебе? Мајстори се. Некој злонамерно, некој Терен си ти ненамерно. твојата Како и да е, работа, ова терен е си ти можност да се твојата работа. објаснам, Ето. бидејќи Да. ова е една убава можност да Така, објаснам и така. вака во една опуштена атмосфера. Да. И во овој момент моето побарување кон доброволните пожарникари како доброволни противпожарни друштва е да декларираат најмалку 120 луѓе на дневно ниво и наредните денови ќе бидат тестирани Браво. на првиот поголем пожар. Јас сум Дај Боже многу да не се сериозен. случи. Дај Боже да не се случи. Мислам дека Ова година мислам малку сме поштедени. Или па грешно? не би рекол, А, ние не. оваа година имавме многу сериозни пожари благодарение на брзата реакција Некако на брзо се пожарникарите. справувавте. Ќе ги пофалам овде поголем дел од градоначалниците. Ајде те молам. Користењето на механизација ќе го И кажам нивните примерот тимови. во Штип, кога градоначалникот брзопотесно ангажираше трактори, булдожери, пожарникари, доброволци. Значи целиот систем го ангажираше и му помогнав и јас од 2 трактори. Значи функционира А локална тој самоуправа. пожар имаше Поздрав за Иван. капацитет. Поздрав за Иван. Поздрав до Иван. Поздрав. Извореден менаџер. Познавам момчето, Митко јас Јанчев е класика, секој О, не, лето. да не збориме за. О, не е За класика. гасење на пожари О, не е е класика. најдобар во државата. Он уште кога донира разни За гасење возила. на пожари. Тие имаат патроли, имаат Да. еден тој има развиено модел кој што треба да го следат сите Не градоначалници. ми кажувај, почна од 2017-та, он соработуваше се, ова сега за прв пат откривам, ја водев кампањата, стратегијата таму, он од еден германски град, соработуваше со 2 германски фирми, донесе едни новитети, не праша наш тимот, вреди ли ова, вреди, а мој полицаец, мој поштар, мој пожарникар, мој она, ги употребува овие години, не случајно, најмалку 3-4 години е прогласуван за најдобар градоначалник не само во Македонија, на Балкан или во Југоисточна Европата. Така да тој систем ми е познат, дури ако сакаш накратко објасни го, ути веќе работиме 45 минути. Не, само Ајде. со една реченица, но Ајде. дури неговиот инзвореден модел и систем пред неколку дена не беше доволен да се изгаси пожар кој што Ама навлегуваше тоа е во не кожа. погода бе, Стојанче. Ми се јави и побара воздушна поддршка, веднаш испратив 2 трактори. Сега зборувам за ова соработка меѓу локалната и централната И функционирањето. Токму Ја така те затоа сватив, немаме дека у Штип пожари. функционира локалната самоуправа. Затоа немаме пожари Ја така катастрофални. чувствувам. Значи ние дај немаме Боже така ден, да остане. Еве јас можам сега да го отворам мобилно и да кажам секој ден колку пожари имаме. Ние немаме ден испод 15 пожари, 20 пожари. Значи ја не сум доволно Некои од нив информиран. се помали. Па не сакам да Да, драмеме, и паника, и да не да не правиш драма. шириме паника. И јас повторно ќе го кажам мојот став. Ние ги броиме сите пожари. Настанува пожар, зафаќа територија колку едно фудбалско игралиште. Ова не било пожар. Како не е пожар? Ако ние не го изгасеме, Секој пожар е после опасен. 2 часа што ќе биде? Значи, ако особено ако е на отворен простор, тој за неколку часа може да се претвори во голем пожар, наредниот ден да имаме мега пожар И според голема нашите штета. стандарди. И јасен минатата година така почна од едно дрво. Дали сеќаваш пред 3 месеца кога те побарав нешто да ми кажеш околу пожарите, ти ми упати на македонски шуми, Стојанче, тој заменик директорот кој ми даде една листа, лалда му е конкретна, ми беше гостин, колкава маса е изгорена, колку хектари и каква штета, мене коста ми се најше, да кажам. Значи, и малото пожарче вие кога ќе го изгасите, вие правите добра работа. Спречувате штета. Сега ти зборува за економската штета. Економската штета има 2 димензии, условно, главни 2 димензии. Можеме да поделиме на повеќе ставки. Првата е изгорените дрвја од економски аспект гледано. Значи, тоа е страшна штета. А нови Ако посети? ние тие дрва ги исечеме и ги продадеме, ќе заработиме пари од нив, како држава. Но вториот момент се ресурсите. Значи, гасењето на пожари, луѓе, дневници, плати, авиони, хеликоптери, гориво. Значи, штетата е огромна. Значи, штетата е, ова економската е огромна, но еколошката е уште пострашна според Може би мене. најстрашна е таа. Една обична години грмушка, која се што, рефлектира. нели, понекогаш ќе кажеме горат нискостеблести растенија. Нискостеблестите растенија во суштина се разни трња, грмушки, така натака, високи пола метро, 2 метри, трња, капини. Но и тие трња
И тие грмушки се нечи дом. Во нив живее некоја животинка, некој инсект. Можеби змија, гуштер, глушец, птица се гнезди внатре. Затоа ние имаме обврска да ги заштитиме. Да. Затоа што, како што реков, еколошката штета е исто така голема. Моментот додека има горење, загадување на воздухот, тоа го вдишуваат граѓаните, погледнете што се случува во Франција. Така што сметам дека еден момент ќе направиме една мала дигресија последните 5 години Да. и ќе си дозволам да кажам благодарение на мојата силна активност на социјалните мрежи. Добро. И во медиумите секако, но особено на социјалните мрежи, иако повторно имаше злонамерно обвинување сум терал Абе, дошто пиар. со тие грижи по Не, сакам да укажувам, бидејќи тие повеќе гледат од добронамерните, ние ја приближивме, ги приближивме ужасите на пожарот на граѓаните да видат, но кога вие гледате една снимка, За да од еден превентивно страшен пожар, действува. па работи свеста на граѓаните, тоа е една од причината за намалување на бројот на пожари. Денес сите знаат за опасноста од пожари. Мислам дека да отидете во најзафарленото село, да го прашате единствениот возрастен човек, и во Кочани многу луѓе, ама видете, јас сметам дека крена Кога свеста кај отидовте, граѓаните. таму сите. Свеста кај медиумите, сега да те вратам, да погледнеш назад пред 7-8 години, дали летно време некој пишувал за пожарите. А имало пожари, не дека нема пожари ексклузивно овие 5 години 6. Но мојот став како директор и на ЦУК и на ДЗС да бидеме максимално транспарентни. Ние не треба да ги криеме пожарите. Сите зашто пожари ги? и ние овие 15 ние секој ден ги објавуваме. Ние не Така и треба и граѓаните продолжи. треба да знаат. Но зголемената свеска граѓаните е наредната причина за помалиот број на пожари. Она што ме праша, дали оваа година имам чувство како да нема. Такво чувство. Значи има помалку. Минатата година на овој ден имавме катастрофални пожари, или пред минатата кога гореше овче поле. Пред 2 години беше. Од жици кои што се допреа од Бандера, летна Искри, село Орел, поле овче поле отиде. Дуваше ветер, не можеме да го стигнеме. Па видиш, не можеш да Се преживееш. случува тебе тоа во Франција една сега мала во многу работа. поголем обем, повели. Не, само една мала работа ако ти Не, се не, случи, ветрот. а не добра еве го ветерот и ти отиде Значи сега надзорот контрола. нафрлив не системски, бидејќи зборувам без концепт, вака од Не, памет. не, слободно. Повеќе работи и но за жал државата влезе во нова фаза, тоа е топлотниот одбран кој што ја зафаќа Македонија, Грција пред нас, сега и Македонија ја зафати топлотен бран. Се очекуваат температури Многу до бе лошо 40 кажува. степен и особено Илинден е критичен, бидејќи имаме многу голема раздвиженост на луѓе. Да. Еден обичен пикавец кој што е изгаснат претходно во пепелара во возило фрлен надвор може да предизвика катастрофа. И знаеш, луѓето Е, бе, да им кажеме како на граѓаните да внимават. Како може од еден пикавец? Не еден пикавец. Во тој момент во возила може има 10, 20, 30 хиляди луѓе. Знаете колку возила во исто време има на сите патишта. Ако еден мал дел, Ќе одат во три правци, ќе одат Крушево, ќе одат Пелинци и Скопје, каде што се прославите. и Богородица, Добро, И добро, Бојран, одат и долу и границава. Има. и Крива Поголемите Паланка. ги кажав. Види. Поголемите ги кажав. Имаме огромна фреквенција на луѓе. Така. И ако имаме ние илјадници луѓе, 1% од 1000 се 10 луѓе. Неодговорни, отиде бе. 10 луѓе ако фрлат пикавец, тоа се 10 пикавци. Ако се 10.000 луѓе, ќе бидат 100 пикавци. 1%. Од 101 е совесен. А имаме таква фреквенција на луѓе ние по патиштата. Ебе, драги пикавци не гледачи, фрла, бидете се совесни. извинувам од пушок од цигари, не фрла само возачот, фрла и по некој пати со возачот. Јас сум не пушач, безмалку сите луѓе со кои што функционирам, се дружам, движам, се не пушачи, но знам дека во Македонија е една од државите во која што пушењето зафаќа страшни димензии. катастрофа. Половина. Во катастрофа. Од младите. Јас се откажа од 2011. Страх, А, голема знаеш штета како се трпиме нервирам? како држава, но Знаеш како се тоа е нервирам? една посебна тема. Би Петте сакал за деца ми тоа да ми пушат викнеш да цигари. зборувам за подкаст, на подкаст кај тебе да зборувам за здравје, Ке те викам. за спорт и за овие штетни навики. Ти вето. Коцкарниците Ќе правам радар специјал од другиот месец, ке те викам. остваруваат енормни добивки коцкарниците. Не ми ги збори овие тие. брзите Ке не отиде емисијата од друга, Не, не, и тие само не ги толку. сакам. И тие не ги Сакам сакам. за тоа Ај да малку да зборувам. смениме фреквенцијата. Која мати водата во Гостивар? За пожарите завршивме. Не завршивме, ама малку да видиме, бидејќи сепак си Она ти што се случува. заштита и спасување, Значи, и мислам една многу интересна, не го кажав една тоа. интересна изјава дали треба или не треба обезбедување. Те молам малку за Гостивар да кажеш Значи, како поинформиран човек од мене.
Само ради тоа. А иначе, ја мислам и тоа е дел од твојата дејност. Јас сум раководител на Ти си главниот слаб на штаб. пожарите, те знам. Слаб е под наводници. Јас сум раководител на главниот штаб за управување со кризи, го кажав тоа на почетокот. Во Гостивар е прогласена кризна состојба. Тоа значи дека јас ја раководам и кризната состојба. Точно е дека пред неколку години швајцарците дале толку и толку пари. Во делот на координација на сите институции. Кризата во Гостивар, ако ми дозволиш да објаснам како не неколку реченици, па ќе кажам Ајде. за тоа. Е резултат на една тотална негрижа и на едно наивно работење. Ја не знам свесноста вие да ставите цевки за да го зголемите притисокот во река, во канал. Тоа не е, се коси со здравиот разум, не ве го направиле. Што се случува? Настанува епидемија во градот. Значи имаме голем број на луѓе кои што имаат стомашни проблеми, тровање и така натаму. 4000 и нешто. Голема Иако веќе е под контрола. Не, сега е веќе под контрола. Но зборуваме за ударни одбрани. Добро. Во тој момент централната власт ги активира механизмите на кризниот менаџмент. Ние прогласуваме кризна состојба. Поради тежината на кризната состојба, евентуално политичките импликации, се вклучува раководителот на управувачкиот комитет, каде што јас членувам, а тој е Панче Тошковски. Да. Имаше и кон него обвинување или прашање што бара Нека министер имаме. за внатрешни. Тој е раководител на управувачкиот комитет за координација на целиот систем. Јас сум на оперативно ниво, тој е на политичко ниво. И Панче ја презема таа улога. И ние како централна власт што направивме? Најпрво таму отиде, значи, Институтот за јавно здравје. Понатаму Агенцијата за храна и ветеринарство. Марија уминута кажуваше што правила. Агенцијата за храна и ветеринарство, но искрено најмногу ни помогна професионалците од Водовод Скопје, Браво. кои што Ова не сум го чул. сега знаете, водовод и канализација правилното име, ние го користиме само водовод. Ако не тоа, то Звучи канализација грдо, звучи. бидејќи она му се зборуваше дека има фекални отпадоци во водата. И професионалците, една од раководителките, изворедна, Ние со Златев на Лидер направивме една многу интересна емисија, многу остри бевме. Ова емисија малку поинако е, многу остри бевме за тоа што се случило во Гостивар, ама сакам у мој радар убаво да кажеш, народот да знае што се случило. Ајде. ние на еден начин да кажеме вака, како принудна управа. Локалната власт не може да се справи со проблемот, нема капацитети. Градоначалникот, за среќа во несреќата, е доктор, кој што сепак има медицински познавања. Имавме коректна соработка со него и јас Добро. лично и ние како представници на главниот штаб и вклучително и министерот Тошковски. Тие има еден мал уред кој што не можеше да внесе доволна количина на хлор на таа количина на вода. И сега требаше да се зголеми до процентот до 1% од хлор. Значи тоа е законски дозволено, но тоа е бројките се неважни, ќе се обидам да не ги кажувам. И ние тоа го викаме, значи, хлорирање на водата, за на еден начин со хлор да испереме и водата и целата водоводна мрежа. Добро. Од градот Скопје, тука и Орце ќе го пофалам, бидејќи има негова заслуга и тој учествуваше во спровањето со оваа криза, беше Па викаш, водовод и канализација професионалци ви токму помогнаа од водовод Скопје. од град Тој е Скопје. негов тим. Однесоа уред за хлорирање кој што го приклучија на водоводната мрежа и кој што уфрлуваше дополнителна количина на хлор. Дали е тоа нешто слично што у Крушево се случило саат време без струја? Таму е хлорирање или не? виша сила од невремето, Добро. снемало струја, бидејќи Така. хлорниот уред работи на струја. Икс време, околу 1 час, според кажувањата на градоначалникот, зборував и со него и со директорот на Крушевскиот водовод, бидејќи гледав дали се исполнети законските услови да прогласиме, дали има потреба од кризна состојба. Во Крушево немаше стомачни тегоби, немаше. Само сакам да знам дали нешто слично И со Последен саат хлорирањето. хлорниот уред се вклучил, но и тоа било доволно за развој на одреден тип на бактерии, но во Крушево одамна го има тој проблем и тоа посебна приказна ќе ми одземе многу време. Прилеп, Крушево и кој беше третиот град, на нас за 7 години криеле властите некои. Знам. Тоа, ама окей. Ајде да Се одиме со вратиме на Гостивар уште Гостивар. малку. Ние се вклучуваме како централна власт, започнуваме со хлорирање и секојдневно следење на резултатите. Таму следењето на резултатите не било на соодветно ниво и било прилично аматерски работено, ако ми го зеде што зборот, било аматерски. работено. Една специфика која што вака ќе ја кажам, бидејќи бев таму, според кажување на вработените, не можам да тврдам 100%, имало еден возрастен човек, твоја возраст, можеби малку повозрастен од тебе една година, 70 полни,
пензионер од водоводот, македонец, кој што бил задолжен со договор на дело да се грижи за квалитетот на водата. Тие немале ниеден професионално вработен во овој сегмент, односно имало луѓе кои што биле вработени многу, знаеш, оние етнички вработувања, позитивна дискриминација и така натака, но знаете, не е доволно да има вработени, тие треба нешто и да разбират, нешто и да знаат. Да. И сега ако оваа изјава отиде, ќе повторно таму ќе има Нека имаше напади, сака. но јас стојам за ова што го кажав. Авиоделението 2004 година немало ни еден пилот професионалец и авиоинженер и оне и се случи несреќата на Кингерот. Одма ме потсети на тоа. Продолжите молам. Неодговорно однесување, се надевам Да. дека тоа ќе биде исправено во Да. иднина, ќе вработат соодветни луѓе, не е Да. само да бидат нивни луѓе, треба да има луѓе кои што разбират, но како и да е, состојбата потоа се стабилизираше, бидејќи дојде до испирање на примарната мрежа, значи оние крупните цевководи кои што носат вода од резервоарот кон граѓаните. Тогаш кога ние прогласивме водата за технички исправна, дека може да се користи како техничка, иако лично јас се сомневам дека дел од граѓаните и тогаш кога имаше строга забрана ја користеле за туширање и за миење на садови за перење. Знаете, да исперете еден куп палиште, да измиете еден куп чини, треба да донесете вода со туби или во буриња. Е комплицирано и затоа и растеше бројот, односно не растеше, но имавме постојано појава на нови заболени. Се јавуваат, до ден денес се јавуваат. И откако водата беше прогласена за технички исправна, со пуштањето на чешмите, онаа вода која што од примарниот водовод, од главните цевки, навлегува кон куќите, кон зградите, низ катовите. Таа била устојана, во неја се појавила нов тип на бактерија, ќе се почне да ми сами од себе си и гледачите како се вика таа бактерија, но не е фекална, не е толку опасна како овие кои што предизвикаат стомашни проблеми. И кога водата почнува да се меша, таа бактерија се проширува низ целиот водовод и ние ја наоѓаме. Во мала количина, занемарлива, но сепак Тоа не е настанува тука исправна. настанува забуната исправна, неисправна, значи. Затоа го објаснувам. браво. Хлорот ги убива и Добро. овие бактерии, но потребни се неколку дена. Дена. Ние секој ден земаме мостри, тоа зема и водовод, но зема и Институтот за јавно здравство, зависи како имате еден посебен договор помеѓу нив, постои една добра координација, како што веќе реков, бидејќи се вклучени покрај овие институции се разбират СУК и ДЗС, не ги спомнав, но тоа се подразбира во координацијата на целиот проблем. И очекувам наредните денови водата да биде исправна за пиење. Сега празниците го отежнуваат работењето, но и сабота, недела, понеделник ќе бидат земани примероци од водата. Но исто уште еден момент, бидејќи се работи микробиолошко испитување, тие условно речено се садат. Значи примероците мора да почекате најмалку 24 часа да видите дали има во нив бактерии Не пати од после тоа. 48 брзо се часа да се или кажува на 72. јавноста. Не може така. Значи Има процедури. нема бркни прачка, пи пи вино, мора да вино. се почека. Браво, алала ти. Така што денешните резултати кои што Не, ја нешто ги како имам, даречко тебе. не исто и во Штип така викат. Да. Денешните резултати Да. се од пред неколку дена. Од вода земена пред неколку дена, значи имаме резултати од пред 24 часа, пред 48 часа, пред 72 часа. Но како и да е, наредните денови водата ќе биде чиста и Значи, употреблива оптимистички. за пиење. Сигурен сум Да. во тоа, бидејќи хлорирањето и сега продолжува тоа хиперхлорирање, зголемено хлорирање. Во моментот кога ние последователно повеќе денови ќе утврдиме дека нема бактерии во водата и дека таа е исправна од бактериолошки аспект, микробиолошки аспект, тогаш хлорирањето ќе се намали, ќе треба да почекаме да истече таа вода која што има поголема количина на хлор, кој што и ваков не е опасен, но не е здраво да се пие. Бидејќи во прашање здрави и живот на луѓето, немој да брзате Стојанче. Немој, зашто? Со Зашто да се секој брза? збор стојам, сите информации Молим, ги имам. Во суштина Ај го... вака. Не чека, како што реков на почетокот, долго жешко лето. Еве имаме од време на време во некои општини неодговорност на специјализираните служби, дали се тоа водоводи, комунални или не знам што. Практикуваме за при крај на емисијата гостино да даде некоја порака до гледачите и затоа не сме само информативни, туку и едукативни, а имајќите упредит кој си ти, како се однесуваш кон јавноста, а пред се под
кон одговорностите што ги имаш, како 24/7 работиш, и си ја сакаш работата, па и некогаш, те молам некои кратки и јасни пораки до граѓаните, како и што да прават во овие денови што ни представат, оној бранш што ни доаѓа, а во поглед на овие води, фекалии, чисто, нечисто, што и како да внимават, за да кажеме на крајот дека сме имале корисна емисија. Ајде. Ќе те насмеам. Ајде. Совет, апел до сите граѓани, Ајде. да не се прејадуваат, да Одлично. се хранат здраво, Така, да лето е. спортуват, во Да, најмала на рака срце да ви се удари. движат. Браво. 10.000 чекори дневно, Браво. тоа значително ќе ја подобри нивната здравствена состојба, ќе се чувствуваат подобро, ќе имат Кажам, повеќе уповење енергија. на диета сум, некој кило сум На си тој имал. начин ќе бидат пофокусирани. Така? Јас верувам дека секој еден граѓанин, секој еден човек знае како ненамерно може да предизвика пожар. Ние сега воопшто не зборувавме за оние злонамерници Добро. кои што од криминални мотиви, од патолошки мотиви предизвикуваат пожар. Пиромани. Не се цел, не се само пиромани, ги горат дрвјата за Да. потоа да ги сечат Е. за ефтина цена. Ги горат дрвјата да сокријат траги од кривично дело и така натака, но тоа бара пола час, не би зборувал сега на таа тема. Да. Привршуваме. Еден просечен граѓанин знае дека ако фрли пикавец, има мали шанси да направи пожар, ама лекомислено смета дека нема да настане пожар. Ама Марфи Ама што вели? денес, Законот јас на што Марфи. кажа, кога ќе фрлат 1000 луѓе, можноста од еден отпушок да настане пожар постои. Работата, ако сака да тргне наапако, ќе тргне. Тоа е законот на Марфи. Граѓаните знаат дека не треба да се прават скари Така. на Иленден. Така. Не, да Во се внимава. природа. Да не не, се не, внимава. не да се внимава, да не се прават Да не се скари. прави. Нема Ти построкци од внимавање. мене, браво. Сотир, искра. Една И обична готово. мала искра, вака. Се е као дел од сусевка секунда. суво. Се пали и вие сте немокни, а сите сакат да прават скара во сенка. А боровите имат најубава сенка. Правење скара во борова шума е Опас. крајно неодговорно, и тешко Добро. кривично дело. Добро. И не треба тоа, апел до граѓаните. Нека не Добро. прават скара, нека си земат нешто кое што е сготвено, нека земат паштета, нарезак, риба, конзерва или нешто сготвено од дома. Никако палење оган во природа од било кои мотиви. Понатака, Браво. мајстори кои што работат со алат кој искри. Имаме повеќе вакви примери. Велешко внимава. езеро пред 10 години, 7-8 години изгоре. Знаеш, шумите над Велешко езеро, над бродот онаму се изгорени боровите. Значи, алат кој искри. Брусалица, не знам како се вика литературно, мислам дека е брусалица. Брусалица? Сечеш, Да. со неа летаат искри. Една искра, а од неа летаат илјадници искри. Швајц апарат за заварување. Летаат искри. Понекој пат и бургија, зависи ако се буши метал и така натака. Тоа го знаат мајсторите, но сметаа дека нема да дојде до тоа, но често Граѓани, се случува да слушајте дојде. и внимавајте. Значи, ако некој во автокоманда во подрумот буши или бруси, нема да дојде до пожар. Ама ако сте на викендица, каде што има трева до колена или до половина. Понатаму, ко А спомнав сонцето викендица, пекнало. за ова исто ми смејува некоја мала група на злонамерници. Апелирам до граѓаните да си ги исчистат дворовите од вегетација. Оние кои што имат викендици, кои што имат стари куќи подобновени за престој да преспијат, имаме преубави села низ нашите планини, низ повисоки места и луѓето идат таму неколку пати годишно, имат емоции, таму некој оде леки дедовците кај Ги бабите и врзува така традиција, детство, Но младост. Нека отидат. Прва Нека љубов. го искосат дворот. Нека го изорат. Нека го ископат. И на шега Ова ме кажувам, подсетува на страништата у Кочанско. малку Што ги гимнастика, горат. една мотика, еден копач, здраво и за духот и за телото. Нема горање страништа? Ќе дојдам до странишето. Ова ми е најважен момент Да. со викендиците. Ајде. Изгореа неколку викендици во Прилепско. Леле. Еве, ја поставам едно логично прашање. Ако дворот на викендицата е земјен и нема трева, дали огнот може да дојде до неа? Не ви треба. Земјата дали горе? Па не гори, не може. За да се запали викендица или Некој куќа, заштитен појас треба да има. огнот треба да дојде до дрвената врата или прозорци или евентуално ако се ПВЦ пластика. Или да зафати греда од покривот. Ако падне искра на керамидите, нема да ги запали, ама од доздола ако огнот дојде до гредата. И треба да знаат граѓаните, неколку пати ни бара авиони да гасеме вака запалени куќи. Ако вие фрлете од авион или од хеликоптер вода врз керамидите, врз покривот,
кажав керамиди, ми отиде паметот на друго место, одма на тренинг ми текна. Со тоа завршувам, ајде привршувај ти. Нека ги иши со своите дворови, така ќе ни помогнат. Браво. Стојанче, не сам прејудицираш, алал да ти е. Ви да ти кажа, сега ја ќе видам малку шеговит. Без пари одржа една покажна, една до 3 покажни вежби, граѓаните што и како да прават во овие тешки, турбулентни времиња. Оставам ова политикава економија, него со природните непогоди. Јас сум ти многу благодарен да ти кажам. Многу благодарен што имаш и трпение на сета, умореност, да вака у детали објаснуваш. Добро е да речем. Ја вежбам секој цел ден од што работи. Се извинувам. Сега кажи ми ти, наоѓаш ли време сега за некоја цигла? Наоѓаш ли време за некоја лубеница да пресечеш? Наоѓаш ли време тоа мечо да го мавнеш, да удреш? Или нема време? Сега имаш одговорност, имаш работа? Имам време. Ајде да те чујам. Порано, но сечењето лубеница со сабија, особено ако лубеницата стои врз човек, е многу сложено и бара силна вештина. Фокус. Моментално немам таков фокус. Наша работа ми ја брендинг фокус. Преполовам некого и тоа не би се осудил. Кршење на предмети не работам, бидејќи искршив се живо што можев да најдам, де остана ништо за кршење. Вака кога одиме на терен некаде кој ќе видам некоја викендица до неа купче ги минувале керамидите, ме фаќа страв. Доаѓаш у искушение да мавнеш? Ама во целата динамика викам немам време за губење. Немој ќе те тужи некој. Немој. Стојанче. Види, се уште ова ќе го демонстрирам, нека завршат пожарите, бидејќи сега некои злонамерници ќе го искористат. Не, ти ветувам, радар специјалко ќе воведам, правиме таква емисија. Може и овде има доволно место, но да кажам и тука јас ќе завршам со моето говорење. Минатиот мај бе во Јапонија. На моите драги соработници од Јапонската агенција за меѓународна соработка и покажа видеа како кршам керамиди, особено видеото со катаната како сечам лубеница. Тие ми се поклонува и во мене гледа самурај. На нив не беше ни смешно, не ме навредува, напротив. Во мене гледа нешто што е дел од нивната култура. Бидејќи да пресечете лубеница, која што стои на стомак на човек, не е едноставно и верувам дека многу малку луѓе може тоа да го направат. При тоа не е мој основен спорт. Славе Пашовски, ќе го поздравам ако го гледа овој портал, ќе му пратам линк. Мајстор Славе Пашовски ме тренираше. Тој веднаш стекна доверба во мене. Ми каже имаш изворедна. Сигурно имаш дарба, некој талент имаш. Немам дарба, вежбам цел живот. Почнав со карате од 4-то оделение, од 10 години. На талентот е само вежбањето. Видете, со здраво вежбање талентот се надокнадува. Талент без труд нема ништо, нема успех. Стојанче, да си жив и здрав да ти кажам, мене ми е драго што успеав да те обезбедам, ми помогнаа некои луѓе на сета твоја зафатеност, иако ти се правдаш дека не е тоа ништо. Ја ти благодарам, ова не е наше последно дружење, ај таму негде септември, октомври ќе се дружиме пак. Ти посакувам мирно лето, да имаш многу малку работа, а бе даже нула работа да имаш. Значи да нема пожари, да нема непогоди ово и она. Ти ме знаеш мене, јас сум целиот зафатен со овие книги откако се откажав од кафаниве. Тебе ја оние другите книги сум ти ги давал и затоа сега ќе ти дава оние што беа, мислам, политички маркетинг, изборни кампањи, брендинг, она, ко бев кај тебе. Сега ќе ти дам вселена на чака. Сега ќе ти дам вселена на брендови, таа е моја, повели за брендинг, персонален брендинг да си правиш, како што знаеш да си правиш. Ова е мала, ама ја исчиташ, не секре. Треба сумко да ја читам. Има тука и за Тоше Пројски, за све има тука. Јас сум твитерџи, ја читам твитови од 3 реченици. Знаеш, ова бара интелектуален напор. Со кеф ти давам една книга, ти реков нешто историја. Македонското народно творештво, показалка за степенот на умственото развитие на народот и огледалото на неговата душа, за браќа Миладиновци, нови моменти, за нашата онаа книга што напиша она со песни народни, умотворби, таженки, веселби и така натаму, од Наташа Колкла Трајкова, Валентина Христова Миронска, Лидија Гушевска и Бранислав Светозаревич. Јас сум издавач преку моја невладина организација. Пред 4 години имавме научна трибина, па еве издадовме книга и користам прилика вакви прилики да дадам многу интересно книжуле. Благодарам, значи, да го прочиташ кога ќе најдеш време. Прочитам што му отидам во пензија. Браво, не, оригинален си, не. До тогаш ќе немам време. Значи, до нашето следно дружење,
ќе ти фрлам една ракавица пред да заминам. Како? Ако прифатиш една емисија ќе направиме за спорт, но јас ти нудам нешто повеќе. Ајде. Мислам дека врз твојот стомак кога би ставиле една лубеница да пробам да ја пресечам негде во октомври. Готово? И ти доволно има Прифатен. 70 години сега. Прифат. И видам јава на... не кажа. Стојанче прифатена само ради тоа да видам колку си во тренинг, колку си во кондиција. Сега не, рековме септември, не септември ќе има пожари. Ајде. Морам да се малку Коригирам. повлечам во октомври. Крајот Окей. на октомври, бидејќи шега настрана, ова точка која изедов вежбав колут можеби еден месец. Мафтав со тоа катаната дома, жена ми не знаеше што ми станало. Еве вака. Од тебе решено, од мене прифатено, чекаме од тебе сторено, јас ти биде ово интересно, ово Или нов на меот, предизвик. или на главата, ќе видиме нешто, ќе направиме. Ќе ја најдам Се катаната, надевам ќе јас уште останам вечер. жив. Јако си ти во прашање не се сомнева. Поштени гледачи, мислам дека направиме една многу интересна емисија. Стојанче се одвиени на него специфичен, практичен начин да ви каже со што се бави тој и неговите тимови, кои веќе се повеќе во неколку области, ви даде поука што не треба да правите во овие летни опасни времења, бидејќи температурите се високи. И ја мислам, барем половина и повеќе да го послушате, ќе имаме мирно, топло лето. Останете ми живи и здрави, се гледаме другата недела во петок. Довидување.